Почитувани пријатели, поздрав од далечната Австралија. Јас сум Радко, вие гледате канал Австралиски живот, местото кај што ќе најдете понекоја животна, имигрантска добра приказна од нашинците кои живеат овде во овој далечен континент. Во денешното видео ќе направам една приказна која ќе биде комбинација меѓу имигрантски живот и спортски живот. Денеска мој гостин е поранешен фудбалски ас на Победа, своевремено и на Вардар, Спасе Најдовски. Спасе, фала ти многу што одвои време да бидеш мој гостин. Ништо, фала и на вас. Колку години помина во Австралија? Па, помина скоро се. 30-ка да ближи. Колку точно отприлика? 27, 28? 28. Значи збораме негде почетокот на тие 90-тите години. Па, првиот пат беше 92-93. 92-93 во Мелбурн на 6 месеци. И една сезона во Престон играв. И поради некои се оправдани причини мораш да се вратам и одиграв уште 2 години во Прилеп. И не само во Прилеп, него и пред да заминам во Австралија и во Цементарници имав 6 месеци. Ај да почнеме од почеток. Кажи ми, како почна дружењето со топката? Кои беа тие први денови? Ти текнува да се вратиме, ај ќе те вратам младце. Не многу, едно 40 години ќе те вратам наназад. Кажи ми за тие твоите почетоците. 40, ама исто како да се 4 дена. Помина толку брзо. Помина брзо, ама памтењето ми е, значи, памтам работи што како вчера да бе. Ако се поминати 40 години и првите другарувања и со топката и како сум почнал и фудбал да играм и како да гледам фудбал на телевизија, значи сето беше тоа како вчера да беше, а не 40 години. И памтам и првите тренинзи што сум ги тренирал како пионер. Значи кај нас пионерите не беа како сега овде 6-5 години, 6-7 и децата ги носа, но кај нас се знаеше 11-12 години од пионерската да почнеш школа. Се сеќаваш на тие први тренери или тренери? И на тренинзи, и на тренерите не беа, значи, фудбалски имена во Победа. Победа одставно имала добри тренери, добри фудбалски работници. Кој ти беше првиот тренер? Па, првиот тренер ми беше Бикерес. Бикерес викаше десно крило на Победа, вика дека бил еден од најдобрите играчи на сите времена. Меѓу најдобрите, дајде да не речем најдобар, ама како што имам слушано од постари, дека бил еден од најдобрите. И вториот тренер што ми беше исто Бранко Петковски Педано. Значи една не многу разлика во играње, може и во позициите кај што играла, иначе знаењето, не само тие двајцата, значи Победа тогаш пред таа генерација, пред јас да почнам, и генерацијата пред нив била многу јака. Со прилепски играчи, иначе со најмалце 10 прилепски играчи имал. Победа традиционално имала добри фудбалери стално, секогаш. Значи пред да заминам јас имаше после мене да излегоа неколку играчи, ама не многу. Имаше некој клуб, некој сон, некој голем клуб, дали од Југославија, дали надвор од Југославија, кој ти беше така сон сакаше да заиграш? Имаше некој така како денеска што децата што ги сакаат Барселона, Реал? Некој твој тим или Победа беше она во срцето стално? Јас вака желба ми беше една утакмица да заиграм во Победа, само една. Седев на средина, значи на терена, доста публика имаше и сега ги гледав генерацијата пред мене, Магдески, Сусулески, Рубин Ѓорџиевски, Ристо Глигоровски, значи тоа бе тешки фудбалски имена, значи тоа нешто и ден денес имам голем респект. Може иако сум успел од нив да играм и во појака лига, меѓутоа квалитетот нив беше неспорен, значи и ден денеска мислам дека може и подобри од мене биле. Значи како што рековме, значи времето тогаш беше друго, за да одиш странство треба да имаш 28 години и да наполниш. И одењето беше кај ќе одиш, може да ода до Србија само. Па сигурно може да заради тоа дека беа по 28 години, дека сите таленти беа во државата, може да затоа беше квалитетната лига, пошто таа една втора лига, југословенска, може да е во ранг на многу први европски лиги денес. И точно е тоа како. Ти да рачунај, еве јас кога почнав да играм во втората источно југословенска лига.
Ko će zemljiš od Prilep do Slovenija. Znači, ekipi imaše 20 i ne sam siguran, ali mislim da imaše 16 ili 18 ekipi imaše. Колку втори лиги беа поделени? Istočna i zapadna be. На исток и запад, само две беа? Da. Ама сега ти екипиве што играме втора лига, вика втора лига. Прејака. Значи екипи многу јаки. Се замисли какво беше првата лига. Значи првата лига беше страшно нешто. Значи за да втасаш да таму за да играш. Јас после победа и те среќа имав во Вардар да повидам. А пред да пом во Вардар бев и Војводина, во Нови Сад бев. Бев 3 месеци само на припреми, а потпишав 4 годишен. Само тука имаше, сето беше ради парите заминав, јас ништо друго не беше, иначе... Да се вратам накратко на втората лига. Се збораше дека победа, не знам дали е за генерацијата на Глигоровски, на Магдески, на Манески. Кружеше муабет дека победа стварно можела да влезе во таа прва сојузна лига, али главната причина бил дали парите, дали не знам, дали ова вистина дека победа стварно можела да влезе во таа прва лига, али намерно не влегвала. Па, имав среќа да бидам јас таму, така. Што се Јас бев. Што се случи 100% не се знае, меѓутоа сето беше финансиски. Значи уверен си дека победа сигурно можеше да игра прва лига. Па ако ти ги наредам играчите што ги имавме, ние и веќе резултатите ги направивме. Ние имавме 7 победи поред. Требаше утакмица да се победи, меѓутоа утакмицата беше продајана во Прилеп. Кој ја продаде? Ја продаде која? Продаде управата. Зошто, како, и ден денеска не знам. Сега, јас не знаев, јас бев млад играч, меѓутоа после откако се заврши сето тоа со постарите играчи, веќе тие неколку играчи знаеа дека утакмицата не треба да се победи. Се кој го направи, зошто го направи тоа? А сето, ако гледаш вака, сето беше ради пари. Значи, ако се тепаше таа утакмица, победа ќе влезеше во прва лига. Да, ние веќе први ќе бев. И после, јас по моје мислам дека парите беа пресудни. Победа да оди напред. Кажи ми малку за таа утакмица. Ми спомна дека беше твоја прва. Колку години имаше тогаш ко те зеда, ко те рече ќе патуваш за Титоград? 20 полни имав, ама не цели 21. 21 да речем. И кажи ми како го доживеа тој ден, кога ти кажа дека ќе патуваш во Титоград и постигна гол. Па не знам се не знам, имаше повредени играчи, имаше повредени играчи. А мене прв ме викна со првиот тим да тренирам, имаше еден тренер од Србија. А не му памтам името и трениравме и само ми се исполи вака, вика на српски овој дечко има ноге дуге као лепа брена. И така ми рече, да. Како лепа брена. Памтам, да, дуге ноги има ко лепа брена. И така ме запамти, ме викна да тренирам со првите. И тој замина, после дојде Тумано тренер, прилепски тренер од Прилепе. Утакмицата во Титоград од какво значење беше за тебе лично? За мене никако, како во сон. Како во сон беше. Петоко на тренинг, дали некој се повреда, не знам како, и овој ми вика, спаси ти ќе патуваш. Патувам, а кај патувам не знам, патувам. Торба ми дава, патувам, копачки, зедов, одиме таму. И не каре памет да играм, јас мислев така ќе одам со играчите. А зошто беше изненаден дека те зеде во Титоград? Не очекував дека тогаш почнав со првите да тренирам и победа имаше играчи тогаш каде си викав јас како нема шанси јас да одам да играм со овие играчи. Значи имаше спој на младост и искуство тогаш во победа. Да, веќе имаше 3-4 играчи имаше од генерацијата постара со Магдески, со Јонус, Шалев. Јонус тогаш почнаа, да. Јонус почнаа, ама од прилепскава генерација пред тоа што беа. Јонус дојдоја една година пред, ама генерацијава на Магдески веќе таа траеше со години. И од нив, јас и со Сусулески играв, со Сусулески беше среден играч, јас и ден денеска се чудам.
топката како врзана, и тој, и Рубин Џорџиевски, и Макдески. Со Макдески, и Макдески многу ми помогна пред да заиграм. И ден денески имам поштување према него, значи кога да си одам и да не си одам овде јас Мора да се... се отчестувам таму, нема. Значи Не сум заборавил тоа. Не само него, јас општо така и дали така сум растен. И така ме учеле. И ден денеска не ги заборавам тие работи, ако се подседам и ден денеска, јас ако можам да поможам, Значи помагам. си одржувате, и контакти да и се... за секако, да и за добро и било за помош. лошо, да. Браво. Значи, Кажи ми Нико- за голот кого даде во Титоград. отидовме во Титоград, знаеш како беше тоа, се патува по 12 сати, дете, да поиш, да таму ќе умриш, а не да играш, така беше. Така беше, ти 12 и плюс јас тако бев малце слабечок и само по пато не можам да издржам, само лежев на 4 седишта. Јас дури па патуваме, немаше- дури играме, никој не можеше 4 седишта да иземи, се зна тука спасе, лежи и готово. Значи немаше... Само станувам за ако ќе јадеме или некаде пред хотел да застанам иначе не. Значи 4 немаше авионски линии, Не. како денес Не, да не, однесат. со автобус. Не, може, не, ама од каде од Прилеп треба да дојдеш Скопје, па од Скопје за... Значи, тоа било сон, Сигурно. било сон тоа. Се знаеше, се патуваше по 12 сати, тргни се бајлето и до Словенија, до Котор, до кај не, до Мачва, до кај немаме оден, до Пирот. Па толку Таму време де- да патуваш 10-12 сати. И други оден, други добро ден. има, ама јас бев таков. Јас бев таков. Те многу тешко поднесував другиот ден на утакмица. Ти беше мака, а? Многу тешко. Како? Нема свежина, ќе почну да нема свежина. Те фаќат замор, те фаќат и цела ноќ. Значи, не цел беше- ден патуваш. не беше Вечерта доволно да се само одмориш не е еден доволно, ден. Не е доволно. Не е доволно. Порано. И ништо, утакмицата почна 0-0, 85-та минута ми вика загревај се. Јас вака си испулив дете, ако немам игра, си викам се кај ќе одам јас 85-та минута сега. И уште еднаш ми си испулив вика оди загревај се. Ајде ќе се загрева. Не знам, немаше шо ни 6-7 минути немаше. Неискуство да си го прави своето. Ми Млад. ми вика влегувај. Ајде ќе влегувам. Не знам ни какви мисли ми да тоа во тој момент, ама ако нешто сака да се случи, ќе се случи. Така е. Од никаде, од ништо. Не знам како дојде на топка, малце беше, слика имам кој сега да играв таму. Значи малце од десна страна беше, малце кај што е круго на центарот, тука некаде, не знам како некој ми ја даде, не знам кој ми ја даде. Го издриблав еден, влегов во 16, како е мамна, влезе в гол. 1-0 победивме. И се сидиме по автобус. Полојно од играчите може името не ми го знае. 100%. Каде дете, тие кој ќе го интересирал, кај се вика дете на мој гајленив. Другиот ден во Весник спасе, гол даде, од Прилеп победа. Никој Прилеп никој не го знае спасе. Ама И после го така- дознаја. Па после многу пати ги имам кажано, значи 4 утакмици со ред бев на клупа. Не почнав, а давав голови. На 3, на 4, после беше во играв едно полувреме со ФК Београд. Ме дадов гол тука, победивме 2-1, после со Металург победивме 1-0, јас го дадов гол. Победат во тој период, колку што Ама и резерва колку што бевте. имам читано и што се сеќавам од повозрастните луѓе, имаше негде околу 7-8 утакмици победа во низа во таа Тогаш почна страшна првата југословенска со втора Титоград, лига. со Титоград започна. И ти си ги почнал тие Сето со тие Титоград 3-4 започна. Се со Титоград започна, Да. тие 3-4 први такмици, како што велиш и самиот, не ги почна од почеток, али На три дадов, не, со ФК Београд дома надов Гунев ги даде, мислам, 2 гола. 2-1 ги победивме. После јас го дадов во Скопје со Металург. 1-0 победивме. и следва четвртата утакмица Четвртата беше со Влаздрими. со Влазними, мислам беше, да. И тогаш дадов гол, значи Од кај се четврти. тие Влазними? Од Тие се од Призрен, мислам. Мислам дека од Призрен.
Имаш една и друга македонска екипа Влазними, да не се викаше. Значи тие немаат врска со оваа македонска екипа. И Лирија. Лирија имаше од Призрен. Таму беше утакмица. Таму стадионот како во круг беше. Јас сум го гледал, ама да го видиш во живо, заокружен од секаде. Тежок терен да се игра. Не Гостински. тежок. Гостински Не тежок, терен. Таму не се игра таму. Не можеш да победиш. Таму не се игра. Таму да победиш треба да си Господ. И таму му дадов гол. И ни ги скрши автобуса после утакмица. Стварно го искриш И автобус. се вратиме во средата. Во средата се вратиме во Прилеп како било поминуваме, ама она беше страшно да го гледаш. Ми се јавува, ми вика колку пари сакаш дојди во Призрен. Ја реков во Призрен да дојдам, никогаш ми милиони да ми дадат, јас во Призрен не одам, не. Може ќе си сплатеше, никогаш не се знае. Ама менталитетот ми бил таков. Јас ми било страв да влезам во Призрен да појдам, а не да одам да седам таму јас да играм. И плюс дете, беше ни на крај памет. Ти да го кажуваш вака ама да влезиш во теренов внатри, да играш цел заокружен внатри. Јас имам гледано на утакмица, играчите сум ги претрчувал, ова линијата бела овде, јас од таму, од аут, за да не те удра. Од аут одев, ги заобиколував и пак се враќав во теренот. Покрај кај што се клупите за седење за резервите. Тоа било ептен тежок терен за се победи, нема шанса во Призрен. Сега, и друга уште една случка ќе ти кажам. И се како што трчам, излегувам од теренот да го претрчам, си седи на публиката се гледа и до него пиштолот лае. И ти како ќе победиш тоа? Страшно, страшно. А та беше со Звезда од Гнилање. Значи победа и после се дешава Војводина. Војводина во тоа време, не знам која година точно, ли во 80-тите беше шампион на Југославија со едни звучни фудбалски имиња што не беа ни малце наивни. Јокановиќ, Михајловиќ, Љупко Петровиќ пред да замени во Звезда. Кажи ми како го доживеа тој период во Војводина. Јас потпишав 4 години за Војводина. Како се деси Војводина на Ова се деси од Победа, значи мене ми беше прва година во Победа. Се дедов 9 или 11 гола мислам постигнав на првата година. Ама позади голо нон-стоп имало еден менаџер што ме гледал. Значи имале пуштено, чиј менаџер беше тој? Тој беше менаџер на Војводина беше. Значи специјално да го гледа само Спасе Најдовски. Да, тој ме гледаше. Не знам како, во Скопје живееше. Наш македонец? Не, српско презиме има, ама Србин. Во Скопје живееш. Србин во Скопје живееш. И ми кажуваше тој после, рече, седев зад го, рече, те пратев цело време, рече. И отидовме во Нови Сад, не пред да потпишам Војводина, и отидовме и Нови Сад и во Спартак Супот, и во Осијек. На проби. Да, на проба отидов да ме види тренера. Значи првиот тренинг отидов во Војводина, Љупко Петровиќ беше тренер. После првиот тренинг он ме рече јас го сакам. Сега, после тоа му се јаве некој дали од Осијек, дали како беше, рече ајде и ќе појдеме рече до Осијек. Значи тој работел за неколку клубови во Србија работел. Во Осијек тогаш беше еден Давор Шукер во тие години или беше заменет? Шукер заменет? беше, не беше заменет. И се одам во Осијек со него тренеру, играчи, одеме, играме една утакмица, 2-3 пријателски, може да не те излажа, може 8-9 гола дадов. И се За Осијек? Да, и се на пријателски 2-3 утакмици. И се јас играм на 1-5 дадов. Овие пријателските беа со екипи од првата Југословенска лига или? Не беа, не. Со некој таму припреми беа тогаш. На припреми, не знам ни што екипи беа. Не е толку битно, меѓутоа Осијек излезе со понуда, значи упола пари према Војводина за истите години, за 4 години. 20.000 беа. И логички да се очекува пошто ти помал тим се. Таму беше 10, ваму беше 20. Јас мене не ми беше ни парите ништо, значи менаџерот донесуваше одлуки како шо. И се што се деше во Осијек, ги играм утакмици, со Шукер тренирам таму, тренеров играчи ми вика Спасе немој да си одиш.
Не е само тренеров директор, играчите, Спасе немој да си одиш. Не знам што видоа во мене, ме вика Спасе немој да си одиш. Тренерот ми дојде ми вика Спасе, седи, потпиши тука, ќе играш напред со Шукер. Ти и Шукер ќе играте напред. Ева со овие зборови. Последниот пат се сеќавам кога идеме, веќе може осетија дека ќе заминам и ми вика Спасе немој да си одиш. Играчите ми вика. А тебе тренерот да ти рече седи, ти ќе играш со Шукер напред. Ти треба да квалитет да имаш. Ама ете гледаш како пријателските од кај шутни гол, од кај шутни гол. И како било, не беше ни грешка се врати во Нови Сад. Само во Нови Сад најголемата грешка што замина војска беше што договорот беше сите пари да ми ги даде. И не ми ги дадав сите пари, ми беше малце инат ме фати. Се разочара. Се разочара, тако беше договорот. Никој не ги зеде наеднаш парите, ама тие за да ме зема, обетија дека аете, нема проблем, 20-20, како било, колку беа парите да се... И не ми ги дадов, само зедов една четвртина како било. И сена се колку остана време пред Па, да одиш војска? Пред првенството да да. почне, заминав за војска. Е се тука Војводина беше шампион та година. И Љупко Петровиќ Спасе, ти си подобар од овој, подобар од оне. Млад си, кој ќе се вратиш, деветката твоја. Љупко Петровиќ да ти речи така, значи нешто вреди. Сега ќе ти кажам кои играчи Имаше има- неколку репрезентативци. изиграв, се ќе ти кажам, изиграв со Шалке играме за Интертото куп. Тогаш таа ми беше прва такмица и напред играв со Шестич, не знам ти Шестич е... Шестич, Воркапич, Со Шестич Точно. изиграв, со Воркапич, Јокановиќ, Јокановиќ, Мич, Танга за Звезда и тој играше после играше Мич за репрезентација за младата, играше за Југославија, играше Вуков, тоа беше добро се не бе тогаш многу познати, меѓутоа две утакмици беа, една во Војводина, една во Германија? Или една не, беше јас само? играв на едната во Нови Сад ја играв. Стадионот полн? Стадионот беше полн тогаш. Стадионот беше полн тогаш. Тогаш едно полувреме изиграв и тогаш јас шести сликца имам збирано од него, дома имам уштек имам. И се јас си влегав, си викам сега гледај се. Јас со овој човек сликта збирав, јас сега дојдов со него во теренот да видам натре. Ја мислам и ни со пари се купува, ни со ништо. Точно. На телевизија си го гледал и сега ти да дојдеш со него да бидеш по теренот. Мислам, не е мала работа, не е. После Тито, ајде Михајловиќ стана, после и Јокановиќ, и вака појаки беа, ама а и другиве средни играчи беа. Ама ти да дојдеш да бидеш со еден Михајловиќ, да речеш си бил, си тренирал, си играл утакмици пријателски, си играл за купом, не е мала работа. Мислам, правното време, ама сега времена се други, Значи гледано, тој што е направи селекцијата да му ела. Љупко Петровиќ. Значи, Љупко Петровиќ со Косановиќ со директорот. И Косановиќ беше за тие работи, беше после и тренер беше тој и на Војводина беше и во странство тренер. На тој човек му ги оспорува квалитетите, ја се сеќавам На како кој? мало дете на Петровиќ, али тој стана шампион и со Војводина и во Звезда кога дојде, па и дури европски шампион стана. Тој беше на Спартак Суботица пред да дојде во Војводина. Војводина пред да дојде. Меѓутоа јас што го гледав, дури бев таму 3 месеци, значи со него, значи тренинзите, состаноците што ги прави, посебно со играчите, значи местото да му ги најде на играчите, значи тој Стручник. Ба стручнак ти да ги собериш на едно место сите, оние Војводина немала ни толку пари на тоа време. Да му го најдеш местото на луѓето да... Михајловиќ добро после Михајловиќ кажуваше, Михајловиќ можел да оди кај сака и во Динамо и во Хајдук и ама ете тој не знам како се. Михајловиќ не знам колку се сеќаваш од тој период, пошто помина краток период таму во Војводина, дали беше она, дали се гледаше дека беше она стварно талент за фудбал? Ама Дали отскокнуваш од другите? Тој во тоа време отскокнуваше, не се знае, не со квалитет, тој шут имаше. А ваков беше. Слаб. А беше послаб не можеш да види.
Днеска сега на тренинг последниот пат шутирам и јас шутирав. И мене Љупко вика браво си, јас голо дава, ама она е дарба. Она е природно нешто, она не може нити само Господ го дава она. И онолку слаб, тоа е негова техника на шутој, она е нешто страшно. За него имав едно интервју гледано, велеше дека јас го имав тоа нешто, вели, кој ќе изведав слободни удари, ќе го видев дека голмана на која страна ќе тргни првен и после ја шутирав на другата, вели. Него може многу фудбалери тоа да го направат, вели, што го правив јас. Така тоа имаше самиот кажано. Не само тоа, него треба да погодиш голо. Што дека ќе тргни, кога треба да погодиш голо, тој 90%, ајде да не речам 99, 90% тој гаѓа сака долу во аголо, сака во горниот агол гаѓа. И Спасе, кажи ми, како се дешава после трансферот во Вардар? Од никаде, само така, дојде, Дончевски беше тренер на Вардар тогаш. Значи уште ја фатите шампионската генерација? Не, тогаш, таа беше последна година беше. Последна година беше од Веќе заминати беа овие главните играчи на Вардар? Панчев требаше да оди во Звезда. И Дончевски во Скопје играме пријателска со Вардар, се дали нарочно е направија да не видат, беше тогаш и Тонино Умовски беше во списокот. И Дончевски дали беше на полувреме, не знам како беше, стоеше покрај аут линијата и тој така како што се зборува. Абе ти, Спасе, ми вика, сакаш да дојдеш во Вардар, ми вика? Јас кај си, со умот си, како да не му реков ништо, не знам ни дали. Случајно, све. И вика, ти сакаш да дојдеш во Вардар? И тогаш ништо не се десе, значи пак се заврши такмицата како било, значи веќе се зборуваше. Јас колку што разбрав после од отидов во Вардар, дека преседникот на Вардар тогаш што беше Филип Ѓурчиновски, тој беше многу за мене. Мислиш дека тој беше главната причина што се најде? Тој беше првиот што покрен, да. Од што ги гледал утакмиците што ме гледал, и тој еднаш така разговараме, вика, јас Спасе, до што имам речено за играч, јас досега немам сгрешено. Значи, што рекол некој играч дека треба да се донесе, вика, овие зборови, рече, јас вика немам сгрешено. Мислиш дека победа беше и видно славена во квалитет тие години? Победа немаше ништо. Мислам, играчки, Тонино Умовски го имаја, Билан Тодоровски уште беше таму, Николче Јошевски беше, кој имаше, Гоце Марковски беше. Али не беше то, како со годините? Ако правиме, значи, сега ти ако клаиш Реал Мадрид и некоја европска екипа да земиш ајде да правиме споредба. Исто така беше, значи. Ама пак во однос на публика, мислам дека тие години пак уште држеше, имаше публика, не е како денес. Имаше публика. Притисок децата, значи терените беа добри исто. Теренот страшен беше. Ама со трчајне, со затворајне, со ова, со она, значи тешко е да играш. Колку повеќе притисок, како сакаш играш биди, потешко се игра. И тие со публиката, и се десе како што се десе, ете, заврши, ама после тоа па не изгубиме ни една утакмица, цела сезона. Спасе, го памтиме Хаџиевски во фудбалската јавност како, ајде да кажеме, како еден од најдобрите македонски стручњаци. Каков ти беше однос со тебе со Хаџиевски? Како те третираше тебе? Знам дека бараше многу трчање, знам дека бараше многу пожртвуваност, така не? Знам дека ме сакаше како играч. Јас и ден денески имам контакт со Хаџиевски, без разлика што бараше многу од мене. Многу трчање бараше, да не ми дело некогаш и да не можам да застанам, да не можам да дишам. И кога ќе дојдеш некоја ситуација страшно, значи ни секунда, ко сега да го гледам, значи ни секунда не ме ставиш. Напред назад. Ако застанеш овика? Одма, ама коски да ми се треселе. Не е лесно да играш, не е лесно. И плюс знаеш дека имаш конкуренција позади тебе, ако не одма тебе. Ама то не е малце нелогички ако тренер бара на пример цело време да трчаш од тебе, како ќе шутнеш, како ќе постигнеш гол? Не знам каква цел имаш. За да можеш да издриблаш, мораш да имаш малце свежина нула. Да. Свежина нула имав.
И знаеш како е млад играч, кој ќе почне да ти вика тренер еднаш, два пати, три пати, пет пати, потешко игра. Се после како што теча годините, по искуство е друго, ама во тоа време како правиме моје беше многу тешко беше. Значи, Хаджиевски бараше доста пожртвуваност и трчање. Бараше, да. Нарочито од помладиви играчи, значи нема... А со овие, со постариви играчи беше покоректен. Може, јас не го кривувам за тоа. Јас пак Како си пак беше ми човек оста- е готово? не ми останало од тоа дека јас треба ова да го правам како играч. И сум го правил, ако. Јас знам грешките мои кај беа, јас не го кривувам него, ама кога ќе ги гледаш утакмиците на телевизија, гледаш, застанал, па тргнал, па издриблал еден, пак застанал, а во овие ситуации беше многу тешко. Наред е идењето во Австралија. Пред да почнеме да ги уклучиме камерите, ми спомна нешто во врска со твоето идење во Австралија и перепетите што се случи нешто на... Значи, Сакаш да ми кажеш нешто околу тоа? значи го имам кажано многу пати и дури жена ми вика немој, доста за тоа само се... Како се деси, што се деси, што се направи? Многу нелогички, ама ако го доживееше, значи многу тешко е. Значи стрес голем, патуваш сам до Австралија, пасошот стар како било, па не те пушта на аеродром, значи голем притисок и некако не знам, А зошто не те пушта на аеродром? па мисля дека сум некој криминалец. Авионо каснеше. Авионо го каснеше, само ради мене дури не се среди она. Ова го немам слушано. Зошто криминалец? Па дека пасошо мисле дека е фалсификат, дека старите слики ти кажав како беа со тие горе долу црно-бела, уште црно-бела беа. И како малце из сликата и мисля дека некој и сам патуваш и ете на некој му влезе во око. А сето беше на брзина да заминам од тука првенството во Мелбурн беше почнато. Почна да губа, му требаше центарфор, како било, се на трчање дојде. И се десе, што се десе некој 100% да не кажувам се како беше, меѓутоа голем притисок на мене и некако ми така во кариерата ми направи голема тешкотија, значи и во тренирање и во играње. И сега на крај ќе ми кажеш за идењето во Австралија. Кажи ми првен за тренерската кариера. Како почна, кај почна, кој ги тренираше? Па, кога завршив од Рокдал 2003 мислам завршив. Одма бев тренер на вториот тим на Рокдал и Линдени. После тоа имав работено па во Рокдал скоро со сите генерации, имав и помали и поголеми. И меѓутоа после имав некој прекин со тренирањето. Сега ќе ти кажам зошто не сакав да тренирам. Зошто менталитетов на родителите, не на децата. А познатиот менталитет на родителите во Австралија, се. Значи, јас сега ги тренирам деца, јас сум поминал некоја школа, фудбалска, ме учеле тренери како треба специјално за почеток, за што вика овдека, за basic. Тие деца го нема никако овдека. Родителите се меша, па трчај ги кругој, па ти детето не треба да трчаш кругој, детето треба да научиш да игра со топка, за трчање ќе трча ако ќе дојде 15-16 години, не се трча на 10 години детето. И што вика оти моето дете не игра? Да било фит, да можело да учи го ти детето да знае кој ќе дојде и самото фитнес ќе си дојде. И од такви работи од она и не сакав да се ми беше тешко, знаеш, си викам сега со кој сум ватил работа се, ти детево го тераш по права линија, дојди ти вика не, носи го преку патот таму. И не зависев многу за тренер и прекинав. После известно време, случајно, еден на еден тренирав со едни бивши играчи, децата. И така пак започнав да видам за тренер, после ме фати инат. И реков се не се откажувам. И си продолжи. И продолжив пак да бидам тренер. Бев во Бонеринг во СЕП со Under 11 беа. И така започна вториот пат. Бонеринг се овие се српските играчи, за луѓето кои не знаат, тие се Да, српски Бонеринг, да. Срби се тие.
Како се така деси стори, после Шилхаба? Па јас откако завршив со Илинден играв 3-4 години играв во Волонгон. Играв за значи, Волонгон таму беше. Македонија. Една година играв за Волонгон Македонија и после во Шилхаба бев 2 или 3 мислам. 2-3 години играв, ама оставив, да ти кажам право, бев 40 веќе и 1 и 2 години. Значи играше до 40 години? Појче како 40. Ама и никогаш не памтам во животот да сум се скарал со некој. И да било против мене, јас никогаш не сум го земал како за озбилно и како рекле. Немало никогаш дофрлање во фудбалот? Имало, како немало. Ама јас не да му вратам назад некој работ, не. Значи коректно, спортски све. Сум гледал, знам дека некој те сака, некој не те сака, за причини може да биде милион. Меѓутоа јас чим сум влезел в терен, само сум бил, мрежата сум ме гледал. Сконцентриран на играта и да се даде гол и да се победи. Да се победи, да бидиш овика, ко бевме, ко почнуваме, да бидиш другиот ден во весникот. И тоа беше. А за да бидиш во весникот треба гол и да дадеш. Колку време помина во таа прва тогаш австралиска лига? Во првата бев само една сезона, во Престон бев тогаш, 92-93 беше. Престон се вратив назад, играв уште 2 години за победа. А се врати назад во Македонија? Да, се вратив поради тие причини што ти ги кажував преđe, здравствени како било, не е битно се. Која година се врати назад во Прилеп? Значи 93-та, 94-та. Не, 93-та се врати после сезоната кога заврши некаде во јуни се вратив, да. И 2 сезони помина во победа? Да, 2 сезони. Уште бев играч на Вардара. Меѓутоа не сакав да останам во Вардара, пошто од тие здравствени причини реков сега знам дека победа ме сака, што ќе земам. И од мене толку. Така ми беше плано и затоа не останам во Вардар. Пошто докторите рекоа дека професионални шанси многу да играм немам. И ради тоа отидов во Прилеп и не ни рачунав повеќе да играм. Веќе дојдов 20, колку бев, 29 години веќе дојдов. И случајно од Сиднеј ми се јавија некој. А требаше во игра беа и Тони Наумовски и Кире Грозданов од Битола. Од Битола, да. Се по некоја причина не сакаја ни едниот, ни другиот. И се размисли вака, си викав, сега сум јас 29 години. Имав едното дете ми беше родено. Се викав, сумо, јас ако 29 години, сега шансите тука се многу помали, туку дај да заминам. И така и заминав за Рокдал. 96-та година дојдов. 29 на крајот, значи скоро 30. И играв од 96-та до 2003-та, значи 8 сезони. Добро, 8 сезони. Значи 38 со Рокдал, 38 бев полни кога завршив. И до ден денес, колку што знам, го држиш рекордот со најпоќе постигнати голови. Колку голови се точно? 131, мислам, или 2. 130, не сум точно сигурен. 131, мислам. Има шанса некој да го преземе рекордот? Па сега има, да. Овој Алекс Урошевски сега е многу блиско, мислам. Тој има некаде сега може 121 и 2, мислам, има, ама тој е веќе 31 година сега, тој може да игра уште 5-6 години. Значи многу блиско. Да, мислам другата година потпиша уште една година за Рокдал. Мислам големи уште шансите, него не мислев дека некој ќе дојде толку блиско, ама Алекс Урошевски игра доста години таму и да кажам право и да ме замени со головите, ќе ми биде. Ти го почастиш? Да. Јас сум и добар пријател сум и фамилијарно со татко му, се знам уште од првиот ден, мислам фамилија се добра и детето го знам уште од заедно уче со постариот мој син заедно уче и јас уште тогаш му велев ова дете ќе го види. И има голема дисциплина и многу тренира.
Не само со Илинден што тренира, и самиот тренира, детето е спремно, значи. Само дисциплини работа ќе те направат фудбалер. И да ништо кажам друго. Правоич нема да ми биде криво, ете. Јас сум са 56 години, тој има 31. Значи баш ќе ми биде мило да видам. А вака ако не излезеше никој да не видиш, ќе речи никој нема, ама вака. Значи стално има некој Да има да, да го стигне рекордот. да, меѓутоа јас што го имам оставено во Рокдал, тоа не може да се заборави без разлика дали ќе замени тој со головите или како било. Но Јас па се не бев тука во Австралија кој играше ти во Рокдейл, али со луѓето, со фудбалските работници, со луѓето кои го разбират фудбалот, спасе најдовски име во Рокдейл и Линден. Да сакаш да додадеш нешто? па да ти види, Рокдал мене ми беше како втор дом ми беше. Мене Рокдал доста ми помогна за да останам во Австралија. Сега јас колку вратив сега, јас да не зборувам, меѓутоа луѓето што беа, еве иден денес кино од управата од кога сум дојден јас таму, ете Луј Белески е таму уште од еве колку е, преку 20 години е таму сигурно. Значи останати се, значи луѓето има кога да појдам. Луѓе останати, значи се враќаме назад што сум правил, како сум правил, значи тие кажува, не јас, значи останати се спомени што Нема збор да спомени што никој пат нема се избришат. да, дека сега правиме мојот, дали ќе биде Урошевски првстелец на сите времени или јас ќе бидам, не може да биде ни тој ни јас. Се знае, сега досега имаме што вика како кобра ме вика мене, значи сега ќе имаме две кобри. Две кобри. А не може да речи сега ќе биде еден Алек Урошевски, значи убаво е да видиш појче играчи што давале голови за тимот досега се, значи само еден како неинтересно, еден спасе бил, не бил како било. Меѓутоа сега со двајца и значи не само за Илинден, општо за македонската заедница во Сиднеј овек. Значи има двајца, например, што има првиот и вториот да бидат двајцата македонци. И без разлика дали ќе бидам прв или второ, значи јас не само во Рокдал, него општо низ лигава, низ Нью Саут Велс имам респект и од играчи, и од тренери, од да, тоа не може да се заборави, дали сум бил прв, дали сум бил втор со головите. Значи ние сме дале, сум бил во годините тогаш, сум дал јас за Рокдал, за македонска заедница, сега него му дојде времето, значи тука нема. До година може и после него ќе дојде некој друг. Спас едно лично прашање сега ќе ти поставам, да се врати времето назад, значи поминаа години колку, над 30, скоро 30 да кажеме, 30, да. Да се врати времето назад уште еднаш, да треба да избираш меѓу Австралија и Македонија, да треба да избираш меѓу Рокдал, Илинден и Победа, што би избрал? Дали пак би дошол до Австралија или би останал во Победа? Оти може да рачунај, ако останеше до сега во Победа, може да беше и во раководството, може да некој спортски директор, тренер и така натаму. Во Победа има, да. Во Победа нормално јас сум Победа мене ми била како сон, како втор дом ми била Победа. Јас кај да одам, ќе се вратам назад, без разлика. И Војводина, и Вардар, и Престон, и Илинден, ама Победа е една, значи тука нема никаква дилема, нема ништо да се размислува и да се бира. Значи, кој ќе станува збор за родното место, нема дилема. Тука нема. Спасе, фала ти за одвоеното време, ми беше задоволство да си поразговараме малце и се надевам дека ќе се видиме во скоро иднина пак. Ти пожелувам многу здравие и се најдобро. Фала многу, вака ми беше и мене мило, ете малце се подсетивме на една кариера, на еден живот спортски, што би требало да се, еве како што рековме сега, сум бил досега јас, на Алекс Урошевски, значи ни треба да имаме повеќе вакви личности, повеќе наши луѓе, значи што да не се зборува само за Спасе, да не се зборува само за Урошевски, значи убаво е кога има и не ми е, како што рековме, дали ќе ме замина со голови, секој во свое време си давал, значи свој придонес. Свој придонес и во фудбал и општо за заедницата, за македонска и за
Некој повеќе, некој помалце и така си одиде.